мистер Пео и Арамијата. Некој си проучува на Арамио, слушнал за итроштините на Пео и троманецот и решил да го испроба во својот арамиски занает. Го нашол еден ден во чаршија и му предложил да го научи да краде. Добро, му одговорил Пео, мислејќи се во себе дека не е лошо човек да знае нешто повеќе, и тргнал со Арамијата. Подкраднале што подкраднале, ситни работи, по чаршијата и отишле и во село. И тука украле по некое јагне, јаре, кокошка, јајца, и Арамијата видел дека ќе го бидува Пеа и за оваа работа. Решил да го подложи на најзрел испит, па му рекол: Знаеш што, Пео, ти го испече до некаде моја занает, но денеска треба уште нешто да ти кажам и да ти испробам. Па ако излезеш и тука како што треба, ќе ти дадам диплома од занаетот. Ене ондека на врбана има страчкино седло. Во него има јајца на кој лежи страчката. Гледај ти како ќе ги украдам јајцата, а да не сети страчката и да летне. И се качи стариот Арамија. Го продупил седлото одоздола и ги украл сите јајца на страчката, без да го забележи и да летне. Арно, ама, во тоа време Пео се качил по него. Дури Арамијата занесен во кражбата, Пео му ги одврзал бечвите и полека му ги избутнал, та слегол и ги скрил во трњето кај врбата. Кога слегол Арамијата и се видел без бечви, му е подал раката на Пео и му рекол: Дај ми ги, Пео, бечвите и оди ми со здравје. Ти го положи и овој испит одлично. Така, Пео добил уште еден занает, но никогаш со него не се користел, зашто не била Арамија по душа.